Пријави за агитирање, сомнеш за незаконско вработување во училишта и изјави од ветување на кандидати за градоначалници се само дел од пријавите кои во текот на изборната кампања пристигнале на адреса на антикорупцијската комисија. ДКСК ги проверила наводите, а на денешната седница заклучи дека нема прекршување на изборниот законник. Инспекторот констатирал дека постапката по јавниот оглас за вработување на професор по машински стручни предмети и стручен соработник на определено време е водена согласно Законот за средно образование, Законот за стручно образование и обука и Законот за наставниците и стручните соработници. Наводи против кандидат за градоначалник на општина поради сомневање дека во изборен процес заради негова промоција и подигнување на личниот рейтинг ветувал на одредена група луѓе дека во случај ако стане градоначалник ќе добијат парични средства во готово. Бидејќи имало нејаснотии во правилата за медиумско представување, антикорупцијска најави дека ќе побара појаснување на условите за политичко рекламирање. Маркетингот на политичките партии се нашол под лупа на ДКСК откако Левица не доби простор за медиумско представување на своите кандидати. Како државна комисија препорачуваме користење на јасен и недвосмислен јазик при уредување на законски одредби во случајот при уредување на времето на платено политичко рекламирање кај радиодифузерите. Политичкото рекламирање го анализираше и Уставниот суд, која отфрли иницијативата за преиспитување на упатството за поделба на времето за медиумско представување. Зоран Јаневски, Сител телевизија.